Денеска во паркот на книгите беше промовирана книгата Филозофија на Балканскиот пекол од професор доктор Стефан Влахов Мицов, издание на Матица Македонска од Скопје. За најновото остварување на познатиот филозоф, историчар и книжевник говореа професор доктор Тодор Чепреганов и амбасадорот и публицист Христо Никовски. Влахов не наметнува ставови, дава свое мислење кое сигурно може и да биде подложно на критика. Може и да не се согласиме со него, што е сосема разбирливо. Самиот тој ги става под критика до сегашните истории напишани за Балканот и дава свое мислење. Сушност, тој и работата на науката, да поставува прашања и да бара одговори. Но колку и да се поставуваат прашања, колку и да се даваат одговори, Влахов е многу јасен. Не само за себе, туку и за секој оној читател кој сака да се запознае со се оно што се случувало со народите на Балканот, а во тој контекст и со македонскиот народ. Балканскиот пекол, кој мене мора да признам почетокот ме исплаши, кога видов пекол, рекол, кој ме турна оваа работа. Никој не сака да се пика во пеколо, секој бара нешто хубаво. Меѓутоа, ова е енциклопедија на балканската филозофија, историја, политика, социологија, географија. Ова е таква една пролабочена енциклопедиска ќе нагласам пак студија, што никој друг во земја, и пошироко свет Стефан Влахов Мицов не може да ја напише. Тука е дадена и филозофијата на балканските бели, скитања и застранувања, и историските премрежења, погумни амбиции, заблуди, и политичките фантазмагории, и промашувања, и социолошките феномени, и улогата на географијата, и сето тоа гледано од аспект на бројните фалсификати кои го наметнувале и докажувале нереалното, да дури и невозможното. Стефан Влахов Мицов е автор на 20 на книги од областа на филозофијата, публицистиката, книжевната критика и есеистиката. Континуирано ги проучува, анализира и толкува балканските историски процеси и нивната антрополошка и психолошка длабочина. Еве што вели авторот за своето најново дело. Таа книга е дел од еден проект за суштината на Балканот. За да знаеме суштината на Балканот, ние мора да споредиме историјата на балканските народи со историјата на останатиот дел на Европа. Ама за да можеме тоа да го направиме, значи мора да знаеме вистинската историја. Станува збор за жал за една деформација која од 18 век до денес, значи таа деформација е уште поголема, пошто со создавањето на нациите тогаш станува еден пресврт, историјата целосно се пренапишува. Се пренапишува во корис на одделната држава, национална држава и на штета на нејзините соседи. Така што имаме значи неколку проблема. Од една страна значи тоа е големите сили пишуваат историја на Балканот, создават вештачки нации на Балканот, од друга страна самите балкански народи, си пренапишуваат својата историја, така што има проблем и да се создава еден хаос. Се создава еден хаос кој за жал овој хаос продолжува и до денес. Тој идеологички проблем, пошто значи идеологијата, како веќе кажаха, секако се обидува да ни манипулира и како тоа минатото најлесно да се манипулира преку историјата, нали така? И тоа е проблемот. Сега јас тоа се обидувам да покажам како се одвивали овие манипулации и во минатото, па и денес како се одвиват. Книгата Филозофија на Балканскиот пекол можете да ја набавите во книжарниците на Матица Македонска.